Идејата за основање државен универзитет во Штип екзистира од поосамостојувањето на Република Македонија. По неколкуте поединечни и групни иницијативи, за прв пат посериозно оваа идеја, оформена како практична иницијатива, беше промовирана од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМН на чело со премиерот Никола Груевски. Како резултат на тоа и како резултат на поведената граѓанска иницијатива, Собранието на Република Македонија на 27 март 2007 година донесе указ за прогласување на закон за основање на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип. По извршените обсежни подготовки, првата конститутивна седница на Универзитетскиот сенат е одржана на 28 јуни 2007 година во амфитеатрот на Педагошкиот факултет и Факултетот за рударство, геологија и политехника. На оваа седница, во присуство на државниот секретар за образование Pero Стојановски, кој има посебни заслуги за реализирањето на иницијативата за основање на УГД, и дел од членовите на матичната комисија на Универзитетот Гоце Делчев, представници од студентите, професори, асистенти, како и граѓани, Универзитетскиот сенат донесе едногласна одлука за избор на ректор на универзитетот да биде професор доктор Саша Митрев, а редовен професор на Земјоделскиот факултет за мандатниот период јуни 2007 до јуни 2011 година. На истата седница се избра и професор доктор Душан Тодоровски од Педагошкиот факултет за прв претседател на Универзитетскиот сенат. Историски ден. За Штип, историски ден за Кочани, историски ден за Стумица, историски ден за Свети Николи, историски ден за Источна Македонија, историски ден за Република Македонија. Го повикувам ректорот професор доктор Саша Митрев да го врачи првиот индекс, а студентот Горан Стаменков да го прими индексот. Универзитетот Гоце Делчев започна со 7 факултети и една висока школа, и тоа правен, економски, педагошки факултет, факултет за рударство, геологија и политехника, земјоделски факултет, факултет за информатика, факултет за музичка уметност и висока здравствена школа. Во првата студиска година на универзитетот се запишаа 1300 студенти, а во следните години таа бројка постојано растеше, така што денес во 2017 година на УГД студирале или се уште студираат над 31.000 студенти во прв циклус и над 2500 студенти од втор и трет циклус од Македонија и од повеќе држави од странство. Првите проректори на Универзитетот Гоце Делчев беа редовен професор доктор Блажо Боев, кој што беше проректор за наука, редовен професор доктор Ленче Милошева, која што извршуваше функцијата проректор за настава, редовен професор доктор Борис Крстев, кој што беше проректор за финансии, инвестиции и развој, и редовен професор доктор Солза Грчева, која што беше проректор за меѓународна соработка. За генерален секретар на универзитетот беше избран магистер Ристо Костуранов. Од студиската година 2008-2009 година во состав на универзитетот влегоа уште 6 нови факултети, и тоа Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Технолошки факултет и Факултет за туризам и бизнис логистика. Во 2009 година за проректор за настава е именувана редовен професор Солза Грчева, а во 2010 година за проректор за настава е избрана професор доктор Емилија Јаневик Ивановска. Во 2011 година ректорот на УГД професор доктор Саша Митрев повторно е избран на оваа функција, со што продолжи на натамошниот успешен развој на УГД под неговото раководство. Во неговите 2 мандати УГД се издигна во втор по големина универзитет во државата, се отворија нови факултети и академии, а дојде и до значително просторно проширување. Истата 2011 година за проректор за наука е избран редовен професор доктор Блажо Боев, а за проректор за развој, инвестиции и одржување доцент доктор Кирил Барбареев.
Во 2014 година во состав на универзитетот се формира и Ликовна академија и Филмска академија, а факултетот за музичка уметност е преименуван во Музичка академија. Во 2015 година, по истекот на вториот мандат на ректорот професор доктор Саша Митрев, за нов ректор на УГД е избран редовен професор доктор Блажо Боев, кој продолжи со успешното раководење на универзитетот. Истата година за проректори се избрани доцент доктор Кирил Барбареев, кој што е проректор за настава, и професор доктор Дејан Мираковски како проректор за развој, инвестиции и одржување. Универзитетот Гоце Делчев континуирано се прошируваше и просторно во изминативе 10 години, така што денес располага со работна површина од 42.300 квадратни метри, распоредени главно во Штип, но и во Кочани, Пробиштип, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Виница, Радовиш и Скопје, како и на планината Плачковица и Вамзибегова. Универзитетот Гоце Делчев има имплементирано најсовремени методи во истражувањето, континуирано стимулирајќи значајни научни истражувања. На УГД според својата опременост се наоѓаат едни од најсовремените лаборатории во државата. Со текот на времето, старите наставни и административни алатки се заменети со нови, електронски алатки. Така денес на студентите им е овозможен систем на електронско учење и електронска библиотека, каде што се достапни сите потребни учебни материјали во електронска верзија, кои можат да се користат без дополнителен финансиски надомест. Воведен е електронски индекс, кој нуди целосно електронско студирање, со што студентот своите обврски кон универзитетот, како што се плаќање, упис или заверка на семестар, пријавување на испити, поднесување барања и голем број други дејности, ги реализира преку интернет. На секој факултет на УГД постои библиотека, а вкупниот библиотечен фонд изнесува над 120.000 книги. Како резултат на ваквата состојба, по само неполни 7 години од своето основање, Универзитетот Гоце Делчев се издигна на второ место во Република Македонија според рангирањето од водечката светска институција за рангирање на високообразовни установи, лоцирана на Шангајскиот универзитет Джиотонг во Народна Република Кина. И според рангирањето на Webometrics, каде што се рангираат над 22.000 универзитети на светско ниво, преку нивните веб страници, Универзитетот Гоце Делчев е на втората позиција во рамките на Република Македонија. Од аспект на репозиториумот, од 2275 рангирани универзитети, УГД се наоѓа на 319 место во светот, 145 во Европа, 7 во Централна и Источна Европа и прво место во Република Македонија. Универзитетот Гоце Делчев реализира плодна соработка на различни полиња со повеќе од 50 странски универзитети. Преку универзитетските центри, студентите на УГД имаат можност да се усовршуваат и на други полиња, а пред се во спортските и во културните активности. Универзитетот Гоце Делчев продолжува по својот развоен пат на усовршување на наставната и научно-истражувачка дејност, со што се наметнува како уште попривлачен субјект за идните генерации студенти кои своето образование ќе го доверат на овој универзитет. Факултетот за природни и технички науки е основан под името Рударски факултет во 1977 година и тогаш се наоѓа во склоп на Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Во септември 2007 година Рударскиот факултет влегува во составот на новооснованиот државен универзитет Гоце Делчев, каде го менува името во Факултет за природни и технички науки.
Факултетот за природни и технички науки обезбедува високи знаења кои се во тесна врска со најсовремените трендови во индустријата и технологијата. Студиските програми на овој факултет и начинот на изведување на наставата на студентите им овозможуваат стекнување на вештини, знаења, способности кои ќе ги донесат на врвот во современата индустрија. Во склоп на Факултетот за природни и технички науки функционираат 4 институти со 14 катедри, а факултетот освен во Штип има дисперзирани студии во Прилеп, Кавадарци, Скопје, Пробиштип. На овој факултет се организираат студии од прв, втор и трет циклус. Досегашни декани на Факултетот за природни и технички науки уште од основањето се професор доктор Ѓорги Оровчанов, професор доктор Томислав Иванов, професор Никола Здравев, професор доктор Никола Думурџанов, професор доктор Блажо Боев, професор доктор Тодор Серафимовски, професор доктор Борис Крстев, професор доктор Тодор Делипетров и професор доктор Благој Голомеов. Во септември 2011 година за декан на Факултетот за природни и технички науки е избран професор доктор Зоран Панов, а за продекан професор доктор Зоран Десподов. Во 2015 година за декан на овој факултет е избран професор доктор Зоран Десподов, а за продекан доцент доктор Ѓорги Димов. Земјоделскиот факултет при Универзитет Гоце Делчев е основан заедно со Универзитетот во 2007 година. Овој факултет во рамките на својата дејност е посветен на високообразовна и научно-истражувачка работа во областа на агротехниката, биотехнологијата, селекција генетика, заштита на растенијата, полјоделството и градинарството, овоштарство и лозарство, сточарство, преработка на земјоделските производи и контролата на прехрабените производи. На Земјоделскиот факултет постојат 6 катедри, а наставата се организира за прв, втор и трет циклус. Освен во Штип, постојат дисперзирани студии во Струмица, Кавадарци и Прилеп. Од основањето на Земјоделскиот факултет за декан е избран редовен професор доктор Илија Каров, кој подоцна е избран и за втор мандат. За продекан е избрана редовен професор доктор Лилјана Колева Гудева, која подоцна е избрана и за втор мандат. Од септември 2015 година за декан на Земјоделскиот факултет е избран редовен професор доктор Љупчо Михајлов, а за продекан доцент доктор Емилија Арсов. Факултетот за информатика е формиран уште од создавањето на УГД во 2007 година. Овој факултет дава исклучителен придонес во обезбедувањето на тесно специјализирани кадри кои, како специјалисти и експерти, се вклучуваат во сите општествени институции и активно го забразуваат економскиот, научно-технолошкиот и социјалниот развој на државата. На Факултетот за информатика се изведуваат студии од прв, втор и трет циклус, а постојат и 5 катедри, 2 институти и лаборатории. Уште од основањето на Факултетот за информатика, за декан е избран професор доктор Владо Гичев, кој што подоцна е избран и за втор мандат. Продекани во овој период беа професор доктор Татјана Атанасова Пачемска, професор доктор Цвета Мартиновска Бенде и доцент доктор Игор Стојановиќ. Во 2015 година за декан на Факултетот за информатика е избрана професор доктор Цвета Мартиновска Банде, а за продекан професор доктор Благој Делипетров. Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев е основан во 2008 година. На овој факултет постојат 26 катедри, 4 лаборатории, 3 кабинети и 2 центри. На Факултетот за медицински науки се организираат студии од прв, втор и трет циклус, како и здравствени специјализации.
За директор на Високата здравствена школа во периодот од 2007 до 2008 година е избран професор доктор Никола Камчев, кој потоа е избран и за прв декан на Факултетот за медицински науки. Од септември 2012 до септември 2013 година за ВД декан е избрана доцент доктор Бистра Ангеловска, а во 2013 година за декан на Факултетот за медицински науки е избран професор доктор Рубин Гулабовски. Продекани на овој факултет биле доктор Ѓорги Шуманов и доктор Татјана Рушковска, а во 2013 година за продекан е избрана вонреден професор доктор Ивона Ковачевска. Машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев е основан во 2008 година. Овој факултет им дава силна поддршка на студентите во можностите да се стекнат со знаење со кое самостојно ќе може да ги решаваат проблемите во делот на проектирање, конструирање, моделирање, димензионирање на склопови и нивни елементи, раководење со производствени процеси во работните организации и заштита на животната средина. Машинскиот факултет е лоциран во Виница, а има дисперзирани студии во Штип, Струмица, Кочани. На Машинскиот факултет постојат 3 катедри, а се организираат студии од прв, втор и трет циклус. За прв декан на Машинскиот факултет е избран професор доктор Зоран Панов, а по него декан на овој факултет е доцент доктор Дејан Мираковски. Прв продекан на Машинскиот факултет е доцент доктор Симеон Симеонов. Во септември 2015 година за декан на Машинскиот факултет е избран редовен професор доктор Ристо Кукутанов, а за продекан доцент доктор Мишко Джидров. Електротехничкиот факултет е основан во 2008 година. Тоа е единствениот факултет од оваа област во источниот дел на Република Македонија. Лоциран во Радовиш со дисперзирани студии во Штип, истиот представува технолошко јадро за поддршка на малите и средни бизниси и развивање на нови лаборатории за научно-истражувачка работа. На Електротехничкиот факултет се организираат студии од прв и втор циклус и на истиот постојат 5 катедри. Досегашни декани на Електротехничкиот факултет се професор доктор Стојан Здравев, професор доктор Стојан Рендевски и професор доктор Тодор Делипетров. Во 2011 година за декан на Електротехничкиот факултет е избрана професор доктор Татјана Атанасова Пачемска, која на оваа функција повторно е избрана и во 2015 година. За продекан, уште од основањето на факултетот, е избрана професор доктор Василија Шарац, а во 2015 година за продекан е избран професор доктор Гоце Стефанов. Технолошко-техничкиот факултет при УГД е основан во 2008 година. Овој факултет е лоциран во Пробишти, па дисперзирани студии има во Штип и Прилеп. Факултетот овозможува на студентите изучување на нови материјали, запознавање со нови технологии, стекнување нови знаења од областа на текстилот, дизајнот и менаџментот. На Технолошко-техничкиот факултет се организираат студии од прв, втор, трет циклус, а постојат и 4 катедри. Веднаш по основањето на Технолошко-техничкиот факултет во 2008 година за декан е избран професор доктор Јордан Живановиќ. Во 2011 година за декан на Технолошко-техничкиот факултет е избрана вонреден професор доктор Винета Сребренковска, која повторно е избрана и во 2015 година. Продекан на Технолошко-техничкиот факултет беше вонреден професор доктор Димко Димески, а во 2015 година за продекан е избран доцент доктор Ацо Јаневски. Во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, Економскиот факултет започна со работа уште со основањето на УГД во 2007 година. Овој факултет низ континуиран процес на образование овозможува кадар кој е способен компетентно да ги решава проблемите, да им излегува во пресрет на предизвиците што современиот развој на општеството
и на бизнисот ги наметнува и да ја зајакнува конкурентноста на предпријатијата на ниво на светски стандарди преку висококвалитетни програми од бизнис, менеджмент и економија. На економскиот факултет постојат 4 катедри и институти, а се организираат студии од прв, втор и трет циклус. За декан на економскиот факултет е избран професор доктор Ристо Фотов, а за продекан од 2008 до 2012 година е избран доцент доктор Круме Николовски. Во 2012 година за продекан е избран професор доктор Ристе Темјановски. Во 2015 година за декан на економскиот факултет е избран редовен професор доктор Трајко Мицески, а за продекан доцент доктор Љупчо Давчев. Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев е основан заедно со Универзитетот во 2007 година. Тоа е единствениот правен факултет што е лоциран во источниот дел на земјава. Правниот факултет представува високообразовна институција кој преку современи образовни процеси ги подготвува студентите од областа на правото, политиката, дипломатијата, јавната администрација и новинарство и односи со јавноста. Студентите од новинарство и односи со јавноста можат практично да се соочуваат со предизвиците преку актуелните електронски и печатени медиуми со кои располага универзитетот. Телевизија, радио, веб страна, печатени медиуми. Факултетот е лоциран во Штип, Кочани и Струмица. На правниот факултет постојат 6 катедри, а се организираат студии од прв, втор и трет циклус. За прв декан на правниот факултет е избран професор доктор Стеван Алексовски, а во јуни 2011 година за декан е избран професор доктор Јован Ананиев. Продекани на правниот факултет биле доцент доктор Војо Беловски, доцент доктор Љупчо Сотировски, доцент доктор Олга Кошевалиска и доцент доктор Борка Тушевска, која што е актуелен продекан. Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев е основан во 2008 година. Лоциран во Гевгелија со дисперзирани студии во Штип и Скопје. Факултетот за туризам и бизнис логистика е конципиран врз база на студиските програми на водечките европски факултети за туризам, при што се користени досегашните искуства во нашата земја. Речиси сите студенти во текот на своето образование на Факултетот за туризам и бизнис логистика имаат можност практично да се сретнат со својата професија преку посета на најелитни туристички дестинации во земјата и странство. На овој факултет работат 4 катедри, а се организираат студии од прв, втор и трет циклус. За декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика во 2008 година е избран доцент доктор Нако Ташков, а за продекан е избран вонреден професор доктор Никола Димитров, кој во 2015 година е избран и за декан на овој факултет, додека истата година за продекан е избран доцент доктор Дејан Методиевски. Факултетот за образовни науки под името Педагошки факултет е основан во 1995 година како континуитет на Педагошката академија која претходно беше Виша педагошка школа. Името Факултет за образовни науки го носи од декември 2011 година. Овој факултет е отворен за сите студенти кои ги обединува желбата за работа со деца од предучилишна и рана училишна возраст. Наставата се изведува во Штип и во Струмица, а во рамките на овој факултет постојат 3 катедри и 1 институт. На факултетот се организира настава од прв, втор и трет циклус. Остварувањето на наставно-научната дејност на Факултетот за образовни науки се реализира во соработка со детските градинки, основните средните училишта, историски археолошки музеи и архиви, локалната заедница и други субјекти од земјава и странство. Во периодот од 1995 до 2014 година декани на Педагошкиот факултет, а сега Факултетот за образовни науки, биле професор Спаско Симоновски, професор доктор Душко Цацков, професор доктор Блажо Китанов, професор доктор Кирил Цацков и вонреден професор доктор Николас Милков. Во истиот период за продекани се избрани професор доктор Ванчо Жан Колев, професор доктор Цане Мојановски, вонреден професор доктор Емилија Петрова Ѓорѓева, доцент доктор Николас Милков, доцент доктор Снежана Јованова Митковска. Од 2014 година за декан на Факултетот за образовни науки
е професор доктор Сонја Петровска, а продекан доцент доктор Деспина Сивевска. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев е основан во 2008 година. Овој факултет има важна мисија во оспособувањето на студентите за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот јазик и литература, како и во изучувањето на странските јазици. На овој факултет се организира настава во прв, втор и трет циклус, а седиштето е во Штип со дисперзирани студии во Радовиш. Во рамките на факултетот делуваат 5 катедри, секоја посветена на изучувањето на различен јазик и еден институт. За прв декан на Филолошкиот факултет беше избрана професор доктор Виолета Димова, а за продекан доцент доктор Јованка Денкова. Од мај 2013 година за декан е избрана професор доктор Јованка Денкова, а за продекан професор доктор Билјана Ивановска. Во септември 2015 година за декан на Филолошкиот факултет е избрана доцент доктор Драгана Кузмановска, а за продекан доцент доктор Светлана Јакимовска. Музичката академија е основана заедно со Универзитетот Гоце Делчев во 2007 година, но до 2014 го носи името Факултет за музичка уметност. Музичката академија е единствениот факултет во државата кој во фокусот на студиските програми ги вклучува музиката, инструментите и вокалната интерпретација на најизведуваните музички жанрови во државата и во светот – џез, класика и етно. Во рамките на Музичката академија делуваат 8 катедри, а наставата се организира во прв и втор циклус. За прв декан е избран професор доктор Илчо Јованов, кој потоа е реизбран и за втор мандат. Актуелен декан на Музичката академија е вонреден професор магистер Антонио Китановски. Продекани на Музичката академија беа доцент доктор Антонио Китановски, доцент магистер Валентина Велковска Трајановска и доцент магистер Владимир Јаневски, кој што е актуелен продекан. Ликовната академија е основана во мај 2013 година и на неа се реализираат студии од прв циклус на насоката класично сликарство и вајарство. Заведе декан на Ликовната академија од април 2014 до мај 2015 година е избран професор доктор Николас Милков. Истата година за декан на Ликовната академија е избрана професор доктор Катерина Деспот. Од самото формирање на академија за продекан е избрана доцент магистер Јана Јакимовска. Филмската академија започна со работа во учебната 2014-2015 година. Се изведуваат академски студии од прв циклус на 4 студиски програми: филмска режија, филмска продукција, филмска монтажа и филмска музика. Функцијата веде декан од 2014 до септември 2016 ја вршеше професор доктор Антонио Митрикески, а функцијата продекан од октомври 2014 ја вршеше професор доктор Роберт Саздов. Од септември 2016 година за декан е поставен професор магистер Ангеле Михајловски. Во текот на 10 годишното постоење на Универзитетот Гоце Делчев се профилира и административна структура која е ставена целосно во служба на студентите и вработените.
Почитувани колеги, вашиот избор сега е Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Може би не е тоа MIT во Бостон. Може би не е тоа Беркли во Калифорнија или пак Емпиријал во Лондон. Меѓутоа, бидете сигурни дека тоа е правиот избор доколку е ваш.